секој правен експеримент, секој правно лудило, секој правен занес завршува вака. Дозволете ми да ви кажам и она што овие денови се обидувате да го направите во правно лудило и правен занес, ќе заврши исто вака. Попатно, може би ќе загрозите уште нечија судбина, судбина на нечии деца и така натака, но секогаш кога државата не се држи до уставот, секогаш кога државата толерира, секогаш кога собранието носи неуставни закони, вклучително и јас, секогаш кога уставниот суд се прави дека не добил иницијатива, секогаш кога правните органи и државните органи, иако досега 100 пати беше укажано дека СЈО излегува надвор од своите дозволени уставни рамки, не реагираат, работите завршуваат вака и ќе завршуваат вака. Со многу поголеми последици, со многу потешки последици и со многу потежок начин да се санираат раните кои што остануваат и на онака кревкото ткиво на правниот систем во Република Македонија. Почитувани колеги, Комисијата за прашање на изборите и именувањата преку господинот Джафери го доби извештајот од Советот на јавни обвинители како надлежно тело, државно тело, да изготви извештај за работата на специјалниот јавен обвинител. Немам право на јавна сцена да зборувам за содржината на извештајот на Советот на специјални јавни обвинители, но можам да се повикам на изјава на тогашниот председател господин Штериев Коле, кој што и самиот во неколку своји изјави потенцираше дека Советот на јавни обвинители поведува иницијатива за разрешување на специјалниот јавен обвинител заради тоа што констатирале незаконско, нестручно и несовесно работење на специјалниот јавен обвинител. Врз основа на тој извештај, Комисијата за прашање на изборите и именувањата во многу брз рок, за разлика од собранието и од другите органи, се свика и донесе заклучок и предлог одлука за разрешување на јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Дозволете ми да ви го прочитам целиот предлог, односно целата предлог одлука. Собранието на Република Македонија му предлага на Советот на обвинители на Република Македонија да ја разреши Катица Јанева од функцијата јавен обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите поради незаконито, нестручно и несовесно вршење на функцијата. Ова е предлог одлуката која што комисијата едногласно со 13 гласа ја усвои и ја достави до господинот Джафери. Господинот Джафери по редослед, пракса и деловник, онака како што се применува во собрание повеќе од 2 децении, таа предлог одлука ја достави до пратениците, таа предлог одлука е поставена на парламент, е поставена на веб страната и таа предлог одлука е конкретниот материјал по кој што денеска разгледува, расправа и ќе одлучува собранието. Односно, собранието треба да ја потврди или отфрли предлог одлуката, предлог заклучокот, кој што Комисијата за прашање на избори и именување го оформи во пред 7-8 дена. Така било секогаш до сега, се надевам дека ќе биде така и сега, доколку не се случи тоа и доколку се изведат одредени правни акробации за да се спаси господјата Јанева од констатацијата дека работела незаконски, нестручно и несовесно, тоа ќе биде на грб и на сметка на луѓето кои што се задолжени да ги спроведуваат правните процедури во собранието, а за мене, како председател на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, ќе биде прв пат. Таа функција ја вршам веќе 2 години во овој мандат, но сум ја вршил таа функција и, ако не се лажам, 5 години предходно, 7 години. Никогаш досега не се случило да биде менувана одлука на Комисија за прашање на избори и именувања, таа или се прифаќа, или се одбива. Има и други пратеници кои што биле председатели на таа комисија се присутни тука, господинот Илиевски, предходно господинот Велјановски пред да стане председател на собрание, има доста пратеници кои што членувале активно во таа комисија и ги познаваат тие факти. Затоа,
дозволете ми господине Џафери, господјо Иванова, присутни пратеници, да предупредам дека единствено нешто за кое што собранието може да гласа денеска е тоа. Ништо повеќе, ништо помалку.